Поздрав до гледачите на Македонската телевизија, поздрав и до целата екипа во студиото на Македонската телевизија. Да, со свечената церемонија на Мостот на поезијата, вчера вечер беше испуштена завесата на јубилејните 65-ти Струшки вечери на поезијата. Фестивал кој повеќе од 6 децении представува еден од најпрепознатливите символи на македонската култура и еден од најреномираните поетски фестивали во светот. Во изминатите 6 фестивалски денови Струга повторно беше местото каде што се сретна околу 70 поети, книжевни критичари, преведувачи, литературни дејци од повеќе земји, но и од повеќе континенти, потврдувајќи дека и по 65 години фестивалот останува простор каде што поетскиот збор ги надминува сите граници. Под мотото каде што живее поезијата, годинашното издание понуди богата, огромна програма исполната со меѓународни поетски читања, книжевни промоции, изложби, разговори со автори и секако традиционалните фестивалски содржини што со децении го градат неговиот препознатлив идентитет. Во духот на традицијата, делот на станите се одвива и на повеќе локации на Охридското крајбрежје и на значајни културно-историски локалитети, што уште еднаш фестивалот дополнително ги поврза културното наследство, поезијата и туризмот. Токму затоа Струшките вечери на поезијата не се само фестивал, туку институција од културата која што со генерации го негува македонскиот јазик и ја гради книжевната меморија на Македонија, која што ја представува пред светот. За нивното значење, но и за обврската ова наследство да се зачува за идните генерации, зборува и македонската книжевна теоретичарка и критичарка Весна Мојсова Чепишевска. Предлагам тука да ја слушнеме изјавата. Прво да кажеме дека не е мала работа еден фестивал да се одржи и тоа на едно високо ниво цели 65 години. Значи, затоа велам дека огромна благодарност за целиот тим кој што стои оваа година. Исто така не е мала работа, например, да се повикаат и да се донесат поети од скоро сите континенти. Сето тоа да се изорганизира, да се преведи на англиски, на македонски. Струшките вечери на поезијата е навистина извореден македонски бренд. И тоа е нешто што навистина треба многу да го чуваме, затоа што ова паса што се врати во јуни, мене ми дава дополнителна некаква магија. Затоа што јас, например, се почувствував исклучително и возбудено, но и восхитено дека во истиот ден кога излегува зборникот на браќата Миладиновци, се случува и свеченото отворање на Струшките вечери на поезијата. Мислам дека треба да продолжи понатаму. Јуни или овој период околу 24 јуни е вистинското време за Струшките вечери на поезијата. Секако странците кои доаѓаат на поинаков начин може би го доживуваат. Може би не толку емотивно како јас што ја доживувам и Струга и Струшките вечери на поезијата, но секако сите понесуваат извонредни искуства, големи пријателства, контакти, релации. Македонскиот јазик излегува од Европа, од Евроазија преку нив и секако станува една голема точка, еден голем јазик токму преку Струшките вечери на поезијата. Круна на фестивалот беше и свеченото врачување на највисоките признанија, годинашниот Златен венец, највисоката награда на Струшките вечери на поезијата за животно творештво и беше врачена на холандската поетеса Анеке Брасинга. На свеченоста беше врачена и наградата Браќа Миладиновци, која годинава и припадна на македонската поетеса Николина Андова Шопова. Додека пак меѓународната награда Мостови, што Струшките вечери на поезијата ја доделуваат со УНЕСКО, за најдобра дебитантска поетска книга му беше врачена на британскиот поет Даниел Хајнц. Покрај наградите,
Фестивалот беше одбележан и со бројни книжевни промоции, поетски читања, средби меѓу автори, преведувачи, издавачи, како и традиционалните ноќи без интерпукција, потврдувајќи дека Струшките вечери на поезијата не се само место каде што се чита поезија, туку простор каде што се создаваат нови книжевни пријателства и културни мостови. 65 години по своето основање, фестивалот останува жив сведок на една идеја, дека поезијата може да ги надмине јазиците, границите и времето. Овие 65-ти Струшки вечери на поезијата завршија, но останува нивната најголема порака, дека додека постои поезијата, ќе постојат и мостови помеѓу луѓето, културите и народите. Студио толку од нас за годинашните Струшки вечери на поезијата. Тука и го завршуваме нашето известување за нив, па до некое следно издание.